На фронтот во близина на Бахмут, украинските војници се борат да ги одвратат руските нападјачи. Тие користат претежно тенкови Т-72, кои се од советската ера и кои руската војска ги соборува. Нашиот воен хардвер датира од 1960-тите, додека нивниот од 1980-тите. Тоа ја прави целата разлика. Киев вели дека им се потребни тенковите Леопард 2 од германско производство. Европските армии имаат стотици во својот арсенал. Германија во понеделникот соопшти дека не ја исклучува можноста за испраќање на леопардите, но таа одбива да донесе брза одлука и покрај силниот притисок од Киев и западните партнери. Сите добри и лоши страни мора да се измерат многу внимателно. На други земји им треба одобрение од Берлин за да ги испратат во Украина своите тенкови Леопард од германско потекло. Полскиот премиер рече дека ќе продолжи без разлика. Како дел од мала коалиција, дури и германците да не бидат во оваа коалиција, сепак ќе ги предадеме нашите тенкови во Украина заедно со другите. Германската министерка за надворешни работи рече дека нејзината земја нема да ги спречи другите да испраќаат тенкови Леопард. За сега прашањето не е поставено, но ако не беше поставено, немаше да застанеме на патот. Домашните политички тензии меѓу партнерите во владеачката коалиција предизвикуваат конфузија, вели аналитичарот Бенџамин Талес. Всушност, канцеларството, па и самиот Олаф Шолц, ќе го каже последното да или не за ова прашање. Шолц одбива да се движи брзо. Аналитичарите велат дека нуклеарната закана од Кремљ предизвикува загриженост во Берлин. Канцеларот многу се плаши од нуклеарна војна и верува дека тие се главната цел за тоа. Колку подолго Германија одложува, толку е поголема човечката цена за Украина, вели Талес. Тоа е трагедија што би можеле да избегнеме со тоа што на Украина го даваме она што и треба, за да победи што е можно побрзо и по најниска човечка цена. САД и Франција не отфрлија можноста да и ги испратат на Украина нивните главни борбени тенкови, но повеќето воени аналитичари се согласуваат дека способностите на германскиот Леопард и неговата подготвеност и достапност го прават најпогоден за украинските сили.